Здраво, драги пријатели! Јас сум Катерина и во ова видео би сакала да позборуваме малку повеќе за подсвесниот ум. Сигурно сте слушале доста за моќта на подсвеста и ајде да се подсетиме што тоа всушност значи. Зошто нашата подсвест има толку голема моќ? Прво, да се подсетиме дека 95% од нашите активности и однесувања се раководени од нашата подсвест. Тоа е оној дел од нашиот мозок каде што се складирани сите оние програми, начини на размислување, начини на однесување, како зборуваме. Кога сме учеле како малечки, како да зборуваме, како да се однесуваме, значи оние однесувања кои што всушност сме ги копирале од нашите родители, од сите оние луѓе кои што биле во нашата околина. Подсвеста има таква тенденција, така функционира тој дел од мозокот, кој што едноставно снима. И се сеќава на работи кои што ние воопшто не сме ни свесни дека се случиле, но сето тоа нашиот подсвесен ум го има регистрирано и се наоѓа таму некаде длабоко во нас. Исто така, во нашата подсвест се наоѓаат сите оние програми како да возиме кола, како да возиме велосипед, како да читаме, како да трчаме, како да одиме. Тоа се програми кои се складирани во нашата подсвест. И ние ги правиме денес по автоматизам. Не ни е потребно да размислуваме, туку едноставно го правиме тоа. Ако сакаме да ја кренеме раката или да станеме или некои такви исто механички однесување на нашето тело или било каква исто така когнитивни активности на читање, пишување и така натаму, сето тоа ни доаѓа по автоматизам благодарение на нашата подсвест, бидејќи тоа веќе сме го научиле. На овој начин, како што ги имаме складирано овие програми, ние сме складирале и одредени однесувања, одредени верувања, кои што ги учиме од нашата околина, особено како деца. Тоа се секако нашите родители, нашите браќа, сестри, роднини, пријатели, сите оние луѓе кои што се околу нас играат клучна улога во нашето изградување како личност. Сите оние однесувања кои ги гледаме на другите или начин на зборување и така натаму, тие стануваат дел од нашата подсвест и често пати може да ископираме однесувања кои што се добри, но исто така и однесувања и верувања кои што не се толку конструктивни за нас и може да не ограничуваат во одредени нешта. Кога сакаме да постигнеме нешто, може да бидат помалку конструктивни од тоа колку ние всушност можеме да постигнеме. Често пати како резултат на тие ограничувачки верувања кои ги копираме, нашата подсвест функционира на тој начин и копира однесувања кои што едноставно нас не прашуваат дали сакаме или не сакаме да ги копираме, но бидејќи како малечки особено немаме толку голема свесност, значи не знаеме кои се добри или кои се лоши, не можеме да пресудиме што е добро за нас и што не е добро за нас. За жал, во нашата подсвест тогаш се складираат и одредени ограничувачки верувања кои што понатаму ни пречат во развојот, ни пречат во тоа да веруваме во самите себе и да ги оствариме сите наши потенцијали, бидејќи навистина имаме огромни потенцијали во секој од нас, имаме огромни таленти, но често пати овие ограничувачки верувања можат понатаму во нашиот живот, кога ќе пораснеме, доаѓаат во форма на самосаботажа или форма на жртва и проекција на нашите недостатоци кон надворешниот свет и така натаму, барајќи причина надвор од нас. Меѓутоа, сето тоа е всушност резултат на тие ограничувачки верувања кои што не спречуваат да дојдеме до нашата вистинска моќ, која што лежи во секој од нас. Кои се тие ограничувачки верувања? Типично може да се случиле
најразлични настани кои не предизвикувале да едноставно се чувствуваме лошо или да се чувствуваме дека не сме доволно добри за нешто или некој, или не сме доволно убави, не сме доволно паметни. Доволно е нели да се случи некој настан, случка во училиште, каде што сме биле посрамени, или дома, например, нашите родители често знаат да барат вина кој што направил во куќата или сите тие суптилни работи може да предизвикат на подсвесно ниво да не веруваме доволно во себе си. И сите тие настани понатаму нашиот подсвесен ум бара да ги потврди. Значи сето она што како малечки сме го стекнале како верување за себе си, понатаму нашата подсвест, бидејќи тој е начинот на кој што функционира, бара одредени искуства за да го потврдат тоа искуство. За да потврдат дека да, јас навистина не сум вреден, да, јас навистина сум лошо дете, или да, јас навистина сум проста, глупава, например. Кај секоја личност може да се развие различно ограничувачко верување. Значи, кај една личност ќе доминира едното повеќе, кај другата друго, во зависност од тоа нели какви искуства сме стекнале како деца, но и исто така зависи и од нашата душа. Какви искуства нашата душа треба да стекнува во овој живот. И најчесто тие рани на душата што се во вид на овие ограничувачки верувања или емотивни блокади кои настануваат поради тие непријатни настани, кои не повредуваат, всушност, ја повредуваат нашата душа. Сето тоа се случува за да се издигнеме на тоа и да свесно работиме на тоа и да работиме на исцелување на нашата душа преку комуницирање на тие емоции, преку освестување, нашето пробудување за нивната ограничена природа. Сето тоа е дел од нашето животно искуство, дел од нашето растење, што е суштината на животот. Така за да се освестиме за нашата вистинска природа, која што представува безусловна љубов. Ние сме божествени битија, пред се, бидејќи душата е постара од телото. И кога ќе не снема од овој свет, нашата душа продолжува. Значи, телото ќе го нема, но душата продолжува по својот пат. И она што душата е дојдена да учи во секој живот е да, всушност, можеме да стекнуваме најразлични искуства, но да станеме свесни за сето она што не ограничува, да дојдеме до нашата вистинска моќ и вистинска природа. И да се сетиме од каде доаѓаме и дека сме нашата вистинска природа е чиста љубов кон себе си и кон сите други и кон животот. Како работиме на овие ограничувачки верувања за да се ослободиме или за да ги замениме со нешто попозитивно, кое што всушност ќе биде конструктивно за нас, ќе не поддржува на нашиот пат кон остварување на нашите најголеми потенцијали и желби, зашто и навистина сме дојдени овде да го направиме. Тоа всушност таа емотивна и ментална работа на нашите ограничувачки верувања и емотивни блокади е всушност исцелување на душата. И тоа исцелување се случува во слоеви. Така, често пати и кога добиваме одредени реализации и осознавања, сваќања за нас, за нашиот живот, зашто нешто се случило, која била лекцијата која што требало да научиме од одредено животно искуство, сето тоа овозможува да растеме. Сето тоа ни издигнува уште над нашите непријатни животни искуства и сето тоа не предизвикува да растеме и да се осознаваме уште повеќе. Она што јас го практикувам и што навистина си има покажано како доста ефикасно, не само во моето искуство, но и искуството на сите оние со кои што имам работено до сега,
е всушност техниката на EFT тапкање. И за ова имам направено посебно видео, за кое што ќе оставам линк долу во описот на ова видео и можете да го погледнете, да се запознаете со техниката на EFT тапкање. Тоа е техника доста ефикасна, само на кратко, која што всушност овозможува да ги замениме тие ограничувачки верувања со нешто попозитивно, со нешто поконструктивно, со нешто што навистина кореспондира со нашата вистинска природа. И ова, бидејќи комуницираме со нашата подсвест на тој начин, ова овозможува навистина ефикасно ослободување од одредени емоционални тегоби и ограничувачки верувања, кои што често пати се врзани заедно едно со друго. Така, кога мислиме нешто, тогаш се вклучуваат и нашите емоции автоматски, или обратно, кога чувствуваме нешто, прво чувствуваме, па потоа се обидуваме да ја идентификуваме нашата емоција, што е тоа и што значи. Значи, често пати, најчесто овие емоции и мисли се всушност врзани едно со друга. И затоа сето ова е всушност дел од нашиот нервен систем. И затоа EFT техниката е многу ефикасно средство за работа на нашата подсвест и нервен систем, каде што се складирани овие ограничувачки верувања и емоции. Друго нешто кое што мене многу ми има помогнато на мојот пат кон себе разбирање и себе спознавање и дознавање и откривање на патот на мојата душа е всушност астрологијата или астропсихологијата, која што со помош на разбирањето на одредените архетипови на знаците и планетите и така натаму, може да се открие кои се тие емотивни или мисловни или ментални блокади, и тие се откриваат со помош на аспектите помеѓу планетите и полињата. Значи, полињата исто така зборуваат во која област, какви таленти, потенцијали имаме во нашата работа, кариера, во нашите врски исто така, во домот, во општеството исто така. Сите тие таленти и попречувања во овие области можат да бидат видени и откриени во астропсихологијата. Можат да бидат откриени во вашата лична натална карта. Вашата натална карта се генерира според датумот, времето и местото на раѓање. И како трета алатка која што ја користам за емотивно и ментално исцелување се медитациите на квантно исцелување. И сите тие три методи всушност даваат една одлична подлога која што овозможува да се вратиме кон тоа чувство на слобода, да се вратиме кон себе си, да се спознаеме себе си во вистинско светло, кое ќе го смириме нашиот ум и ќе го свртиме нашето внимание наместо кон надвор, да биде свртено кон себе си. И кога ќе се посветиме на нашиот личен развој, на осознавање на самите себе и на сето она што лежи како потенцијал во нас, тогаш сме на вистинскиот пат кон исцелување на нашата душа. Кога се ослободуваме од тие емотивни ментални блокади и тегоби, доаѓаме до едно чувство на ослободеност, леснина. Почнуваме да се враќаме кон самите себе, кон самата наша природа. Почнуваме да бидеме попозитивни, без да мора да се трудиме да бидеме тоа. Почнуваме да уживаме во животот. Почнуваме да сваќаме дека вистинската среќа доаѓа одвнатре, од самите нас. Вистинската среќа не може никој друг да ни ја даде и не се наоѓа негде надвор од нас. Вистинската среќа е баш внатре, самите нас. И затоа треба да работиме за да дојдеме до себе си и да се спознаеме и да дојдеме до тоа чувство на леснина, исполнетост, внатрешен мир, спокој и љубов кон самите нас и
кон сите околу нас. И кога тоа ќе го оствариме, ние всушност со таа енергетска емотивна работа, ние ја всушност зголемуваме нашата вибрација. И кога зрачиме со една позитивна вибрација, со вибрација на повисоко ниво, тогаш, според законот на привлечност во универзумот, значи прилекуваме исто така искуства кои што ќе кореспондираат на таа вибрација. Значи, колку повеќе работиме на себе, толку повеќе и го унапредуваме сето она што ќе ни доаѓа во животот, сето она што ќе не обкружува, бидејќи нашата околина е нашето огледало. Се надевам дека ќе бидете инспирирани од сето ова да работите на себе, било да е тоа преку читање на книги или работа со мене во лични сесии. Со задоволство сум овде да ви помогнам. Секоја сесија има неверојатна моќ и досега имам стекнато многу убави искуства со секој со кој што имам работено. Затоа топло ве поканувам да закажете сесија со мене. И доколку ви се допадна ова видео, лајкувајте го и претплатете се на мојот канал за повеќе вакви видеа. Многу поздрав и до следното видење.